Добро вечер. 24 анализа. Какви ветувања добија жителите на Штип од кандидатите за градоначалници во вториот круг од локалните избори. Како финишира кампањата, така се заострува и реториката. Но како тичеше кампањата, да погледнеме од прилогот на колешката Виолета Кожинкова. Вториот изборен круг ја загреа изборната реторика во Штип. Ситуацијата неизвестна ја прави фактот дека првиот изборен круг заврши со предност на кандидатот на ВМРО ДПМН од само 36 гласа. Па сега кандидатите за градоначалници, актуелниот Илчо Захариев и кандидатот на СДСМ Благој Бочварски водат битка буквално за секој глас. Освен препукувања преку пресконференции, пред неколку дена Бочварски го пријави Захариев за обид за подкуп на гласачи, бидејќи општинската механизација во недела работела за партиски цели. Направи притисок врз гласачите од овој дел од градот да го дадат својот глас за градоначалникот во заминување. Но еве полицијата е веќе на лице место, платени се на лице место, ќе се провери документацијата дали оваа улица е во програмата за работа на јавните претпријатија и дали е дозволено во недела да се работи со возила и механизација на општинската администрација и на приватни компании за партиски потреби. Затоа ги повикуваме институциите на системот, еве веќе гледаме дека полицијата врши увид на терен, да ја увидат оваа состојба и да поднесат соодветни кривични пријави за сите сторители кои што го прават ова. Неговиот против кандидат Захариев ги отврли тврдењата на Бочварски, но обвини дека на овие локални избори се бори против цела влада. Не само се борам против целата влада, туку се борам против структурите на оваа влада, против припадниците на Министерството за внатрешни работи СВР Штип, кои неосновано ги кочат сите оние проекти кои ги донел со одлука Советот да се сработат. Тие велат се бориме за живот за граѓаните на Штип, но тие се борат за нив, за подобар живот на самите тие, а не се борат за подобар живот на улицата Личка, каде луѓето треба да добијат заштита од постојните борени дождови и каде Советот на општина Штип има донесена одлука генерално целиот наш град да биде градежна зона и дека градоначалникот мора да даде налог да се сработи сека улица ако има пари општината и ако тоа го барат жителите на урбаната заедница. Такво нешто е невидено во историјата на овој град, во Република Македонија, па и во целиот свет. Министерството за внатрешни работи насилнички да се однесува и да спречува проекти на општината. Но припукувањата најчесто преку социјалните мрежи не застануваат тука. Захариев, фотографиран како дели лекови, објавуваат од штабот на СДСМ. Партиски членови од СДСМ со подршка од полицијата делат подкуп, возвраќаат од ВМРО ДПМН. На својата Facebook страница Захариев ги обвини од СДСМ дека намерно отпечатиле рекламен материјал со негово име, а број на гласачкото ливче со она на неговиот против кандидат. Од изборниот штаб на Бочварски ги отврли обвинувањата, велат се работи за материјал од минатите локални избори. Захариев на пресконференција ја обвини за притисоци врз избирачките одбори, вели ке имало обид за лажирање на вториот круг од изборите. Посебно мора да кажам дека деновиве интензивно вршат притисоци врз избирачките одбори. Тоа не е случајно. Бидејќи знаат дека повеќе гласачи не може да добијат, бидејќи знаат дека изборите за нив се изгубени на 29-ти, тие вршат силен притисок пред избирачките одбори, што наведува дека имаат намера да вршат лажирање на овие избори. Посебно сака да потенцирам дека давањето на подкуп на граѓаните во овој момент, дали е тоа делење на прехранбени продукти, дали е делење на кондори и некои други производи, поштовани со граѓани, земете ги. Ќе ви даваат и пари, земете ги парите, бидејќи тоа се првите пари кои тие ви ги вратиле. Цел живот земале од вас, сега враќаат и добро што има втори изборен круг, да по втор пат ви даваат. Но, кога ќе отидете на гласање, зад параванот не се гледа кој ќе гласате. Доволно ме познавате. Завршивме 450 проекти на секоја улица, покрај секоја зграда, во секоја населба, во целиот град. Бочварски промовираше мерки за млади брачни парови. Од ВМРО ДПМН пак обвинија дека ги препишел од нивната програма. То секој млад брачен пар кој што ќе сака да изгради свој сопствен дом, свое живеалиште, куќа до 150 метри квадратни, да биде субвенционирани комуналиите за 50%. Тоа значи дека секој оној кој што ќе реши да формира свој сопствен дом, сопствена куќа до 150 метри квадратни, дека комуналии ќе плати према општина Штип за само 75 метри квадратни. И на двајцата кандидати за градоначалник во Штип приоритет има инфраструктурата, ќе прават патишта и обиколници. Инфраструктурата е многу значаен дел и од мојата програма, а тоа го покажа во минатите 4 години кога асфалтиравме над 160 улици. Колку и да ги негираат, по тие улици се возат и тие. Јас во програмата зацртав дека ќе направиме растеретување на нашиот град преку изграда на обиколници. Значи привршува изградбата на обиколницата од населбата Сењак до булеварот Гоце Делчев. Наскоро ќе жителите на селбата Сењак, Баби, Дузлак
кон индустријската зона, и обратно ќе се возат по обиколница, ќе се патува брзо, ќе се штеди, ќе растретиме комплетно сообраќајот отворена следбата 8 ноември. Правиме брза урбанизација на индустријските зони во и околу нашиот град, што значи индустријската зона Север, ќе изработиме нови урбанистички планови преку обиколницата, која што ќе ја поврзува од железничка до населба Пребег и од Пребег се до излезот на нашиот град кон Радовиш и Струмица. Така што ќе се отворат многу нови локации за индустријска зона Север во нашиот град. Она што Штипјани пак го очекуваат е фер гласање и мирен изборен ден. Назад сме во студиото. Телевизија 24 упати покана за дебата до двајцата кандидати за градоначалници. Илчел Захариев писмено ни одговори дека ќе присуствува на дебата, но само доколку во студиото биде премиерот Зоран Заев заедно со цела влада и одби практично дебата и соочување со неговиот против кандидат Благој Бочварски од СДСМ, кој вечерва и во студиото на Телевизија 24. Бочварски, добро вечер. Добро вечер. Благодарам на поканата. Како што веќе кажав во најавата, вашиот против кандидат одби дебата лично и само со вас и бара да биде тука целата влада и премиерот Зоран Заев. Тој е една од неговите во изминативе денови тврдења дека не се бори со вас, туку со целата влада практично. Вака, тоа е само уште еден доказ за стравот на овој човек кој што во изминатиот период се покаже дека се појави на една или на две соочувања со мене и веќе понатаму не сакаше да излегува поради тоа што знае дека лошо помина на тие две соочувања и затоа од тогаш намаму го нема на ниту една друга дебата. Јас сум секогаш присутен, сакам да присуствувам, да дебатираме, затоа што јас сум овде за граѓаните на Република Македонија, да ги соочиме ставовите, аргументите, да ја понудам мојата програма за овие локални избори. Со бегањето од соочување со мене не се решаваат проблемите на граѓаните. Не знам зошто бара да биде цела влада со него, тој завршено е неговото време. Во недела завршува времето на Илчо Захариев, во недела ќе загуби катастрофално на овие избори, така што после тоа ќе треба да се занимава со други институции на системот во Република Македонија, знаејќи дека тој има 40 на кривични пријави, кои што дел се процесуирани, дел не се, меѓутоа ќе треба да се занимава малку со законите во Република Македонија, така што јас продолжувам да работам за граѓаните како градоначалник на општина Штип веднаш после вториот круг од овие локални избори. Тој вели, ако не се лажам, и во целата ова изборна кампања дека токму тие кривични пријави се злоупотребуваат. Не знам на што мисли. Тој знае сам колку направил криминал во изминатите 4, а можеби и повеќе години. Тој е човек кој што во изминатите 25 години речиси постојано е на власт, бил член на Социјалдемократскиот сојуз, па потоа преминал во ВМРО ДПМН, па во ВМРО Народна партија, па пак се врати во ВМРО ДПМН, така што тоа покажува за него каков човек е, дека личниот интерес му е пред се. Интересот на граѓаните воопшто не го интересира, но пред неговата работа во најразлични позиции на кои што бил досега се гледа дека има направено многу малверзации, прекршоци кои што ќе се докажуваат и во идниот период. Знаеме дека има гласини дека уште во 90-тите години кога работел во биро за лекови и претходно кога бил директор на аптеки, се знае дека направил големи малверзации, проневери на донации на лекови со изминат рок, како и да е, и тоа е некое дело кое што е застарено, меѓутоа гласините остануваат, но ова што го направи како градоначалник се сериозни дела кои што ќе подлежат на сериозна истрага во наредниот период. Тој мислеше дека Зврлевски цел живот ќе го штити него и неговиот лидер Никола Груевски дека цел живот ќе биде премиер да му ги штити криминалите, меѓутоа заврши тоа време во кое што имаше недопирливи луѓе во Република Македонија, доаѓа ново време на демократија, на слобода, каде што секој ќе биде еднаков пред законот. Секој кој што се огрешил пред законот, направил криминал без разлика на која политичка партија, дали е градоначалник, премиер, министер или некој член на опозицијата, ќе мора да се соочи со правдата. И затоа сум убеден дека доаѓа едно ново време во кое што секој ќе треба да одговара. И токму затоа е овој негов страв, оваа негова паника и хистерија која што ја шири во последните денови во нашиот град, се служи со најразлични манипулации во кампањата. Па еве, например, во изминатиот период јас бев сведок како во недела се работи и на празникот кој што беше пред само неколку дена, се работеа јавните предпријатија, возила на јавните предпријатија, механизација и механизација на приватни фирми на дел од неговите омилени приватни фирми во градот, кои што речиси 90% од тендерите ги земаа во изминатите 4 години. Тие компании и јавните предпријатија работеа во недела и во понеделник, бетонираа улици,
кои што не се неопходни, ако 4 години не ги направил тие улици, зошто сега во недела на 7 дена пред изборите требало таа улица од 20-30 метри да се направи. Се менуваат водоводни цевки, се постуваат водоводи, канализации, дури се оди дотаму да се носи цемент, да се носи песок, да им се истура на луѓето пред куќите. Некој кој што побарал во кампањата од него, веднаш утре му се носи цемент, му се носи песок и ги тераат луѓето сами да работат, да си ги изведуваат, да ги градат своите улици. Така што тоа се невидени манипулации кои што ги прави во овој период, меѓутоа за сето тоа ќе има пријави, соодветно бидејќи го прекршува и изборниот процес според членот 8а, и го прекршува целиот изборен закон. Тоа не смее да се случува во Република Македонија. Ние сме 21 век, треба да се бориме со демократски средства, да излеземе овде на дебата, а знам што прави, еве го видовме како и лекови делел по куќите, како и да е. Јас продолжувам да се борам да го срушам ова зло кое што во општина Штип функционира во изминатите 4 години како градоначелник и оваа локална самоуправа. Вие поднесовте и кривична, односно поднесовте пријава за Захариев, но друга страна тој вели дека тоа што машините работеле во недела практично е по план, а во исто така можеле да работат и на барање на граѓани. Тој е неговиот контраодговор на она што вие го тврдите како став дека злоупотребува. Уште поинтересно е дека наредниот ден после празникот, значи вторникот, ми се чини дека беше излезе на пресконференција на која што побара вработените во конфекциите кои што работеле во неделата, односно кои што работеле на празникот во понеделникот, дека требало да не работат и тој се бореше за нивните права, што е во ред и јас се борам за нивните права. Постојано сме, еве вчера имав средба со конфекцијски работнички заедно со министерката Мила Царовска, меѓутоа тој се бореше за нив, а при тоа не кажа дека неговата јавната администрација, јавните предпријатија во општина Штип, тој ги натера да работат и неделата и понеделникот во интерес на ВМРО ДПМН и негов личен интерес, се со цел да добие некој глас повеќе на овие избори. Така што смешно е тоа што обвинува, мислам дека веќе целосно го изгуби компасот во измеѓу двата круга, се служи со навреди. Јас знам дека ги има собирано вработените во општина Штип, им се има заканувано дека ако некој гласа за мене дека ќе биде избркан од работа. Има еден случај таков каде што веќе еден вработен од администрацијата кој што беше со определено работно време, со определен работен однос до 31 декември оваа година е избркан веќе од работа заради тоа што јавно кажал дека ќе гласа за мене. Само ако не се лажам, објаснувањето беше дека не доаѓал на работа известен временски. Нека го докаже тоа, меѓутоа е симптоматично затоа што јас ги знам директно нападите, бил повикан и бил нападнат човекот дека поради тоа што јавно кажал дека ќе го даде својот глас за мене и дека бил вклучен во мојата кампања е избркан од работа. Тоа е суштината, се друго е нешто кое што сака да се оправда, меѓутоа од грешка во грешка влегува. Имаме и еден друг пример кој што се случува деноиве во јавното претпријатие ИСАР, водоводното претпријатие и комуналното претпријатие. Во Штип се повикуваат луѓе кои што им се кажува дека доколку победи кандидатот за градоначелник на општина Штип Илчо Захариев, од понеделник, од вторник ќе бидат повикани на работа, но доколку тој победи, им се даваат некакви преддоговори да подпишуваат таму, што е апсолутно кршење на изборниот закон и тоа е кривично дело. Така што тоа не смее да се случува. Ова не е фер кампања во овој период, меѓутоа граѓаните гледаат, граѓаните знаат, ние имаме анкети кои што ги правиме, јас имам секојдневни контакти со граѓаните и сум убеден во голема победа со преку 1000-1500 разлика во овој вториот круг на локалните избори. Убеден сте во победа ако седнете на градоначалничката фотелја, дали ќе има реваншизам за оние кои што се на другата страна? Апсолутно не. Јас неколку пати се обратив, имав и пресконференции и на митингот во Штип. Им порачав на сите вработени во општинската администрација и во јавните предпријатија да бидат мирни, спокојни, да не подлегнуваат на никакви притисоци од оваа локална власт, дека сите ќе останат на работа. На мене ми се потребни сите. Јас на почетокот од мојата кампања ги повикав сите, сакав да ги обединам сите и тоа го направив во оваа кампања каде што и по етничка или по било каква друга линија партиска нема да ги делам луѓето, така што ми требаат сите, ќе работиме сите заедно во интерес на граѓаните и ќе видат како во наредниот период градот ќе тргне напред, кога се сака да се работи со желба, со енергија, без никаква подолба да правиме, бидејќи видите Штип не е Њујорк, сите се знаеме. И градот е некој кој што сака да работи, кој што сака да работи за нашиот град,
да нашиот град оди напред заради партиска припадност биде избркан од работа. Јас тоа нема да го дозволам, ќе си останат сите на работа бидејќи сите ми се потребни, со сите ќе соработувам во идниот период. Единствениот кој што ќе си замени од општина Штип е Илчо Захариев во недела после поразот во вториот круг на локалните избори. Навистина тесна разлика, односно Штип заврши со најтесна разлика во првиот изборен круг од само 36 гласа. На што се должи оптимизмот за вашата победа? Па видите, на листата на советници Социјалдемократскиот сојуз победи и нашата коалиција, нашата голема коалиција, веќе го освоивме мнозинството во Советот, каде што имаме 12 советници наспроти 11 од страна на ВМРО ДПМН, така што во наредниот период очекувам победа најпрво на локалните избори во вториот круг и заедно со мнозинството во Советот да ги реализираме сите проекти кои што ги зацртавме во нашата предизборна програма на партијата и на нашата цела коалиција. Се друго би било што би се случило на овие локални избори, би било штета за нашиот град, бидејќи мнозинството од една страна, градоначалникот од другата страна ќе бидат 4 изгубени години, кав ги расправи и кои проекти се поважни за нашиот град, имајќи во предвид дека актуелниот градоначалник нема ниту еден капитален проект за нашиот град, ниту досега, ниту одсега не предвидува дека нешто ќе изгради такво, се бави со шминкање на нашиот град, со импровизации кои што гледаме дека после 15 минутни дождови се поплавува нашиот град. Например, тоа е само едниот пример, се бави со фарбање на фасади, а не со енергетски ефикасни фасади. Така што јас имам целосно нов концепт, друг концепт на работа, затоа со мнозинството во Советот ќе работиме да овие проекти станат реалност во нашиот град. И затоа заедно со централната влада, со поддршката која што веќе ја имаме целосно и од премиерот и од сите министри, од целата влада, ќе работиме во идниот период и ќе видат моите сограѓани Штипјани дека Штип може да тргне напред со брзи чекори и да фати приклучок со другите градови кои што веќе тргнаа напред. Струмица е еден пример како може градот кога се работи одговорно, посветено, честно, транспарентно да оди напред со гасификација, со подземни улици, со капни гаражи и така напред. Гласови има Демиров и Левица. Има преговори за нивните гласови со вас? Не, апсолутно. Јас ги повикувам сите граѓани, разговарам со сите граѓани, постојано сум на терен и преку медиумите и преку непосредни контакти разговарам со сите, бидејќи за мене сите граѓани се еднакви. Јас разговарам и со поддржувачи на ВМРО ДПМН, кои што не се задоволни од работата на актуелниот градоначалник, разговарам и со поддржувачи на Социјалдемократскиот сојуз, и со поддржувачи на Левица, и со поддржувачи на Ромската партија, на Турската партија, на сите етнички заедници. Не ги делам граѓаните по ниту една основа, затоа се обраќам кон сите граѓани и очекувам поддршка од сите граѓани. Така беше и во првиот круг, така ќе биде тоа уште поизразено во вториот круг, бидејќи поделби не правам по никаква основа. Ги повикувам сите уште еднаш да го дадат својот глас за Социјалдемократскиот сојуз и за нашата коалиција, затоа што поделбите завршија во нашиот град. Тргнуваме сите заедно, јас во наредниот период ќе ги повикам и опозицијата, предводена од ВМРО ДПМН, да работиме заедно. Ги повикав во претходниот период и граѓанските организации и невладините организации со кои што остварив многу контакти со најразлични видови на невладини организации и сите ветив дека ќе ги вклучам, ќе ги вградам во работата на идната локална власт во општина Штип. Во Штипското ромско мало некако со недоверба гледаат на вториот изборен круг и нивните изјави кои што ги даваат на новинарските екипи најчесто се дека немаат намера да гласаат за ниту еден од кандидатите, бидејќи досега никој ништо не направил за нив. Кој е вашето ветување за овие граѓани? Може би има и такви коментари, меѓутоа тоа е затоа што досега јас не сум бил градоначалник во нашиот град, може би затоа точно е дека актуелниот градоначалник не направил ништо. Тие има и советници од ромската популација на нивната листа, каде што сите се пожалија и луѓето кои што беа во Советот дека апсолутно не го слуша гласот на ниту на ромите, ниту на турците. Имаат од сите етнички заедници во претходниот состав советници, но немаше шанса да се допре до градоначалникот советници од таа листа на ВМРО ДПМН кои што побараа на пример еден пат да се направи локален до одредено село каде што граѓаните немаат основни услови за живот. Не се направил. Кај ромите немаат чиста вода за пиење, немаат улици, немаат осветлување. И сега јас знам дека се разочарани тие луѓе, токму заради тоа што овие 4 години се случува да не се ништо реализира во нивни интерес, она што е елементарна нивна потреба. Така што
Јас ги охрабрувам, ги повикувам сите нив и остварувам контакти со нив. Убеден сум дека во огромен процент ќе дадат поддршката за мене, бидејќи гледаат дека имам еден чесен, искрен пристап, одговорен пристап, затоа што сакам сите да бидеме еднакви во нашиот град, да имаме сите основни услови за живот. Се случува и во другите населби, во населба Балканска, каде што се уште нема чиста вода за пиење. Во Чардаклија исто така. Имаме проблеми каде што не е решена канализацијата, немаме пристапни патишта. Тоа е нешто кое што мораме да го направиме и јас ветувам дека после 4 години мандат во кој што ќе бидам градоначалник, нема да има ниту едно место, населба, село или приградска населба каде што нема да има пристапен пат или водовод. Ќе обезбедите пари за тоа? Да. Како ќе ги задржите младите во Штип, бидејќи и бројките од Агенцијата за вработување покажуваат дека најголемиот дел од невработените се луѓе од 20 до 40 години. Според податоците од Агенцијата исто половина од невработените се без образование, со непотполно образование или со основно образование. Висок е процентот и на тие со средно образование. Па вака, тоа е реално мерка која што и политика која што треба да ја спроведуваме заедно со централната влада. Тоа е политика која што не може сама локалната власт да се справи со неа, бидејќи ингеренциите доаѓаат голем дел од централната влада. Имаме среќа и јас и моите сограѓани што во овој момент Зоран Заев е премиер и Социјалдемократскиот сојуз има централната влада, каде што се предвидува со овој ребаланс на буџетот преку 80 милиони евра за поддршка на малите и средни предпријатија, во кои што ќе се обезбедат средства за вработување на млади луѓе во најголем дел од тие средства, така што, например, имаме мерка во која што секој оној млад човек кој што ќе биде примен во домашна компанија да работи, првите 2 години платата ќе му ја исплаќа во целост државата, а тоа ќе биде просечна плата, некаде над 20.000 денари. Јас верувам дека младите за една стартна плата од 20-22.000 денари ќе останат во градот и нема да заминат од Република Македонија. Ние како локална самоуправа ќе се бориме да направиме брза урбанизација на нашиот град, да тоа што е во наш домен, да направиме простор да се отвораат нови фабрики, домашни компании да влегуваат, странски компании исто така, да ги порамниме домашните и странските компании, но со изградба на инфраструктура за изработка на урбанистички планови, со соодветна инфраструктура, да им понудиме добри услови на нашите компании, да можат да инвестираат и да вработат луѓе со втората мерка која што сега ја прокоментирав, која што дава поддршка централната влада за вработување на младите. Јас верувам дека младите ќе останат овде. Има и други мерки, 10.000 евра неповратни средства за секоја иновативна идеја која што ќе одреден млад човек ќе сака да се впушти, да отвори собствен бизнис. За млади земјоделци исто така 10.000 евра за да почнат да работат земјоделие. Како и да е, има многу мерки и затоа е многу важно во овој момент Социјалдемократскиот сојуз да ја превземе локалната власт во нашиот град, покрај Советот во општина Штип и градоначалникот да биде од СДСМ, заедно со централната влада да работиме и да ги задржиме младите дома. Имаме план, стратегија, тоа ќе го направиме. Мерки ќе ги добиваат оние кои што навистина ќе ги исполнуваат критериумите и условите без селективност. Апсолутно. Кажав веќе, јас не ги делам младите, ниту ние во СДСМ не ги делиме младите по ниту една основа. За мене најголема загуба е кога млад човек ја напушта Република Македонија, без разлика на која политичка партија припаѓа. Едно школување на еден млад човек ја чини државата 100.000 евра. Така што секој напуштање на државата значи дека државата изгубила 100.000 евра. Неговите родители, тој самиот вложил средства за да се образува и сега државата не може да го искористи, треба некоја европска земја или Америка да го користи тој наш кадар, а ние како држава да не можеме да го искористиме. Воопшто не е важно која политичка партија е, важно е да остане овде, да го даде својот придонес овде и само така Македонија ќе тргне напред, бидејќи јас знам многу од моите генерации, мои сограѓани, мои сокласници, мои колеги од факултет, како ја напуштиле Република Македонија за да бараат подобар живот. И тоа мораме да го запремаме. Тука ќе направиме кратка пауза, одиме со реклами, потоа повторно се враќаме назад во студиото.
Назад сме во студиото. Благој Почварски, кандидат за градоначалник од редовите на СДСМ во Штип, додека Илчо Захариев од ВМРО-ДПМН одби да биде гостин и да дебатира со својот против кандидат. Почварски, решавање на стамбено прашање за младите во општина Штип ветивте. Од каде прва оваа идеја, бидејќи вашиот против кандидат ве обвини за крадење на идеите? Па вака не е точно дека таа идеја на ВМРО-ДПМН, апсолутно јас таа мерка ја имам дискутирано, разговарано уште во претходниот период во рамки на нашата партија, каде што во идниот период една од мерките кои што треба на централно ниво да се испромовира е да се субвенционираат 50% кон општините средства за да се изградат ваков тип на објекти. Тоа се мали куќи, претходно треба да се направат урбанистички планови за ваков тип на куќи кои што ќе бидат со помала квадратура, меѓутоа ќе бидат многу убав момент, можност за младите да можат да создадат свој собствен дом. Меѓутоа, ние не можеме да ја чекаме сега таа мерка да дојде на ред, бидејќи владата има многу мерки кои што веќе ги почнува да ги работи. Ние ќе се откажеме како општина од 50% од комуналиите за ваков тип на објекти. Тоа се средства кои што општината ќе се откаже од нив, меѓутоа е многу важно да младите добијат свој собствен дом. Јас делумно во оваа кампања и разговарајќи со граѓаните, одејќи и врата до врата, се жалат луѓето дека немаат свој дом, немаат услови за живот, живеат со своите родители, а сакаат да направат нешто за себе, за својата фамилија, така што ова е убав начин, убава можност делумно да помогнеме за да се може да им помогнеме на младите да создадат свое живеалиште, така што ова е начин како, вклучувајќи ги другите мерки кои што претходно ги изборев, да им помогнеме на младите да останат во Република Македонија. И не се согласувам, ваква мерка нема во ВМРО-ДПМН. Тоа е сега во паника, зборуваат дека нешто е копирано. Ако некој копира мерки, копираше Илчо Захариев веднаш после првиот круг од изборите, копираше наша мерка која што ние ја промовиравме уште пред првиот круг, а тоа е мерката за пензионерите, за бесплатно одење во бањата Кежовица и бесплатен превоз за пензионерите еден ден во неделата. Истата мерка тој ја ископира во вториот круг, меѓутоа што е тука е, ние продолжуваме натаму со нашите нови идеи, со нашите нови мерки за граѓаните на нашиот град. Кога сме кај комуналиите и откажувањето на општината, тоа ќе значи помал приход практично во буџетот на општината. Дали за сметка на тоа, па можеби ќе има и полоши услуги? Не, апсолутно ќе може, доколку се работи одговорно, доколку се работи честно, транспарентно, можеме со тие средства да направиме пристапен пат, канализација, водовод и осветлување за секој од овие објекти. Направивме пресметки анализи. Можеби ќе се откаже општината од дел од своите средства, меѓутоа најважно е да им помогнеме на луѓето да останат овде и да имаат подобри услови за живот. Така што пресметките се направени, не е ова паушална мерка, ова е мерка со длабоко направени анализи во нашата партија. Велите ќе намалите и цената на водата. Како ќе успеете? Па вака сега цената на водата е доста скапа, граѓаните се жалат дека плаќаат скапа вода и тоа е точно. Начинот е следен, ќе ги намалиме непродуктивните трошоци кои што се случуваат во јавното претпријатие ИСАР и во наредниот период ќе можеме да сметаме на намалување на цената на водата и намалување на сметките за смет за уште 10% и на цената на водата за 10%, што значи секој оној кој што ќе селектира отпад ќе може да добие и помали сметки за смет, така што ќе имаме по-чиста животна средина, секој граѓанин ќе го селектира својот отпад и ќе плаќа помалку. Оваа мерка е продолжение на мерките кои што ги има централната влада за враќање на парите назад кај граѓаните. Знаете дека веќе донесовме закон со кој што се намалува, односно се донесе повторно ефтината тарифа на струја во дневните сати, се укина радиодифузната такса, се покачува минималната плата, така што доаѓа едно време во кое што и како локална самоуправа мораме да најдеме начин како да ги намалиме трошоците. Јас верувам дека со намалување на трошоците ќе се зголеми и наплатата, бидејќи некои луѓе не можат да наплатат, па потоа одат по извршители, се тужат, се гонат, така што им доаѓа многу повеќе да платат. Ова е начинот како можеме да ги враќаме парите назад кај граѓаните и тоа е апсолутно возможно, ги направивме и за таму анализите, меѓутоа пред тоа ќе треба да влеземе во јавното претпријатие, да направиме нов план за работа, да го поднесеме тоа до регулаторното тело, каде што ќе добиеме повратно одговор, верувам позитивен, за да ги намалиме цената на водата, бидејќи таа ја регулира регулатор. Меѓутоа најважно од се е претпријатието да има свој план за работа кој што ќе биде направен врз објективни анализи и ќе биде нешто со кое што
ќе прикажеме дека нема непродуктивни трошоци, ќе ги намалиме трошоците, а ќе ги намалиме и сметките на граѓаните. Начинавте еден од проблемите уште на почетокот од разговоров. Често Штип го гледаме со поплавени улици, дури и при краток дожд. Како планирате да го решите овој проблем? Овака една од причините зошто Штип е поплавен после кратките дождови кои што ги имаме, еве и во претходниот период се случуваше тоа пред 2-3 дена, е шминкањето на нашиот град, за кое што сум многу против и нема да дозволам така да се работи во идниот период. Не може да се става 2 см асфалт и да се покриваат атмосферските канализации. И после тоа не се отвараат, затоа што тоа е уште една операција при еден проект кој што ја покачува цената на еден проект. Така што се покриваат со асфалт и атмосферските канализации и сите отвори кои што треба да ја приберат надојдената вода, атмосферска вода, и ни се случуваат поплави при кратки дождови. И еве видовме пред некој ден како доаѓа механизација, ги отвора шахтите, па копаат во асфалтот, па ги отвараат отворите да може да се прибере водата, бидејќи се поплавија дуќани во еден дел од градот. Тоа е страшно и не може така да се работи. Тоа не е плански, тоа е апсолутно фушерајски, за да се прикаже дека некој нешто работи, но не гледајќи дека може при тоа да направи многу голема штета за граѓаните на нашиот град. Затоа мора да се работи со проект, со проектна документација, со одобрение за градење за секој проект. Тоа е многу важно за да знаеме дека тоа е направено и квалитетно и некој ако има некаков проблем после тоа ќе треба да одговара за тоа. Затоа има инженери и архитекти кои што ќе потпишат, има и надзорни органи, меѓутоа ова што се случува сега е апсолутно како во 19 век што се правило. Срамота е, ги гледам сликите во кои што нема ни 2 см асфалт, коцките ги асфалтираат врз коцката на улиците, сега после краток временски период повторно коцката се гледа, нема ни 2 см асфалт на некој улици. Тоа е жално и трагично, ама ќе провериме и со ревизија дали во проектната документација за одредени улици е вградено толку материјал, асфалт, тампони и се друго, колку што има реално на терен. И за се друго ќе одговара оној кој што дозволи тоа да се направи така некој. Гасификацијата на Штип е еден од клучните проекти кои што го најавувате. Во вашата програма 2018-2020 е ставен рокот за овој проект, прилично амбициозно. Вака, главната гасоводна линија поминува покрај Штип, кај Три чешми и продолжува кон Неготино. Ние сме првиот град после Струмица и Куманово кои што веќе имаат гасификација, кои што можеме веднаш да почнеме да се приклучиме на гасификација, да го приклучиме градот, но за тоа треба да направиме инфраструктура. Не може ако поминува цевката вака, ништо не добиваат граѓаните. Но доколку направиме план, доколку направиме проект, веднаш со физибилити студија да се зафатиме со работа, за да можеме да отпочнеме да ги практично пуштиме секундарната линија во нашиот град. Јас ветив 20 км гасификациона мрежа во Штип за 4 години. Тоа е реално остварливо и тоа е нешто за кое што ќе се борам, бидејќи граѓаните ќе почувствуваат веднаш бенефит. Бидејќи гасификацијата е најпрви добра заради тоа што граѓаните ќе штедат пари. И фирмите, компаниите, и општината, општинската администрација, школите, градинките, сите јавни институции и домакинствата и секој оној кој што ќе се приклучи на газ ќе добие околу 50% помали сметки за грејење, например, доколку се грее на струја во овој момент. Доколку се грее на дрва, ќе добие 20 до 30% помали сметки за грејење исто така, но и нема да ја загадуваме животната средина, нема да си ги сечеме шумите за загревање на дрва, така што тоа има многу бенефити, овој начин на практично на алтернативен начин на работа, алтернативна јасни се бенефитите, инфраструктура. Но колку реално е остварливо во овој 4-годишен мандат ова што го зборите, дали во овој 4-годишен мандат цел Штип ќе може да се приклучи на? Нема да може цел Штип, но 20 км мрежа е реално возможно да се направи. А ние ќе продолжиме и понатаму во наредниот период, меѓутоа ќе видат граѓаните дека веднаш ќе започнеме со работа. Тоа е многу важен проект за нашиот град и тоа веќе го имаме во Струмица како проект и знам колкави се бенефитите и придобивките од овој начин на функционирање на градот, бидејќи имајќи алтернативна инфраструктура е многу голема добивка за граѓаните. Тој што не сака нема да се приклучи, меѓутоа доколку имаме алтернатива ќе можеме веднаш да одлучиме дали некој сака или не да биде приклучен на овој тип на енергија која што е многу поевтина енергетски, односно енергија која што е и здрава за животната средина и така натаму и така натаму. Проектот Аквапарк, имате проценка колку ќе чини зградбата? Па вака, ова е проект кој што јас веќе го коментирав ова дека ќе даде нов квалитет на нашиот град. Некои луѓе коментираат, можеби ме обвинуваат дека
додека не се направи инфраструктурата, додека не се среди, да речеме, и гасификацијата или водоводната линија, мрежа, канализацијата, да не се зафаќаме со ваков проект. Меѓутоа, ние треба да размислуваме да дадеме нов квалитет на нашиот град. И тоа одбравме локација веќе, дискутиравме многу пати, тоа е Суитлакот, каде што и сега е зелена зона, рекреативна зона, која што може и мора да прерасне во еден ваков рекреативен центар, каде што ќе имаме многу содржини, ќе имаме затворен и отворен базен, каде што ќе имаме велосипедски патеки, пешачки патеки, сала за борачки спортови и дел од овие проекти веќе разговараме со домашни компании да ги започнеме да ги работиме со јавно-приватно партнерство. Тоа е многу важно. На мене ми е драго што веќе има компании кои што се заинтересирани да соработуваат со општина Штип на една принципиелна основа, честно, отворено и да направиме нешто за граѓаните на нашиот град. Така ќе продолжиме во наредниот период да работиме. Меѓутоа, што се однесува до цената на чинење, секој проект, додека не се испроектира, не се направи основен проект, е неблагодарно да кажеме колку ќе чини, бидејќи јас сум архитект по професија и никогаш не сакам да зборувам на памет со бројки. Секој проект има своја цена, доколку се работи за затворен базен со еден тип со една димензија, се работи за таков тип на објект, може да има една цена на чинење, доколку е поголем, со поголеми димензии може да биде многу повеќе. Така што не можам да зборувам за цена, меѓутоа ќе направиме проект и што е уште поважно, сите овие проекти кои што сакам да ги реализираме во наредниот период, ќе ги издебатираме со граѓаните. Ќе бидат изложени во општината, во општина Штип со 3D анимации, каде што секој граѓанин ќе може да дојде, да дискутира за нив, да дебатира, да разговараме, да на крај ако треба и да гласаме, да видиме што е тоа што граѓаните го бараат. Доколку граѓаните бараат нешто да не градиме, не е нашата програма Библија, нема да го градиме. Немаме никаков проблем дека сме најпаметните и дека сме донеле вистински одлуки во оваа програма. Можеме да смениме нешто, можеме да дојдеме низ дебата до подобар проект и така натаму и така натаму. Затоа заедно со граѓаните ги носиме одлуки. Текстилните работници, иако не е во директна надлежност на општината, меѓутоа што ќе направите за да се подобрат предсеработничките права на текстилните работници? Таму нема синдикати во најголемиот дел, особено во текстилната индустрија. Која ќе биде вашата предсезаложба, иако реков не е директно? Па вака, ние сме социјалдемократска партија, левичарска партија, која што во фокусот на нашето функционирање, делување ни е работникот, така што тоа го покажуваме уште во почетокот на доаѓањето на власта на нашата партија, на нашата голема коалиција и не гледам дека тоа би било спорно за било која друга политичка партија, бидејќи работникот во изминатиот период имаше многу ниски примања во голем дел од фирмите и немање на добри услови за работа, така што мораме да работиме заедно. Јас сум отворен за соработка, тоа го кажувам секаде. Вчера бев на една дебата со конфекцијски работнички, каде што беше присутна и министерката Мила Царовска. Точно е дека локалната самоуправа ги нема ингеренциите во овој дел да ги решава директно проблемите, меѓутоа јас се ставив на располагање и на секое мое гостување, изјава и овде ќе ја искористам приликата да сметаат на мене, да бидат и похрабри и секогаш кога ќе има некаква неправилност да пријавуваат, бидејќи без да пријават нема да може инспекцијата да дојде до нив и да го знае нивниот проблем за да може да влезе и да најде некаква неправилност. Знам дека инспекциите до овој момент не беа на ниво на задачата, каде што имаме безброј примери како функционирале во голем дел во соработка и со собствениците на компаниите, но како и да е, тоа не е единствен пример. Некаде си ја завршиле својата работа, меѓутоа генерално мораме да се ставиме во функција на работникот сите заедно. И јас си земам обврска. Секој работник доколку смета дека не сака лично да се инволвира заради страф од бркање од работа или било што, јас сум овде како градоначалник, јас ќе пријавам во инспекција, имаме влада, имаме министер за труд и социјала кој што го слуша гласот на инспекциите, на граѓаните, на конфекцијските работнички, заедно со централната влада ќе работиме да се подобрат условите и да се покачат платите во овој дел во делот на конфекцијските работнички. Време, сакам уште неколку прашања да ви поставам. Велите од Штип ќе направите зелен град и ќе биде направен градски парк и местноста викана Света Недела. Па вака, во Штип во овој момент, според урбанистички параметри, имаме 6% зеленило, зборувам за градот. Според тие параметри треба зеленилото да достигне некаде 17%. На територијата на цела општина имаме околу 20% зеленило, меѓутоа
тоа е многу малку и мораме заедно да работиме во наредниот период за пошумување, за зеленување на нашиот град, да ги исчистиме зелените површини кои што сега ги имаме. И јас секогаш ја користам приликата да кажам дека Исарот, кој што е тврдина, гордост на нашиот град на Штипјани, е во една очајна запустена состојба. Имавме волонтерска акција таму, го исчистивме тој дел од градот, тврдината Исар, меѓутоа после одреден период повторно видовме дека таму има смет, тоа е неосветлен простор. Локацијата Света Недела исто така исчистивме околу 30 кубни метри шут градежен, секаков тип на смет, ѓубре, кој што беше жално да се гледа во една борова шума. Таму треба да се исчисти тој терен, институционално да се решава со одредени акции, исто така граѓански да направиме, заедно да помогнеме да имаме почиста животна средина, но и институционално да ги решаваме проблемите. Многу е важно да имаме зелен град, да имаме град кој што ќе го заштитиме од ѓубре, од смет и ќе дадеме шанса на граѓаните преку нашите акции, преку кампањи да не ги користат зелените површини за фрлање на смет, да донесеме до секој дом канта за ѓубре, контейнери каде што ќе е местото каде што треба да се фрла сметот, а не на зелени површини. Тоа е еден начин на подигнување на свеста на граѓаните, меѓутоа и мораме сите заедно да се зафатиме за работа, бидејќи здравата животна средина е многу важна во развојот на нашиот град. Во програмата прочитав дека и за младите спортисти ќе давате стипендии. Имате конкретно или тоа е само некој начален предлог? Вака, сакам само кратко да искоментирам во делот на спортот. Ова е период во кој што спортот е симнат на најниско ниво во нашиот град. Гордоста на Штип Брегалница, фудбалскиот клуб, испадна од првата лига. Боречкиот клуб Балканец, например, се бори за да функционира на некој начин. Карате клубовите, боксерските клубови, кошаркарските клубови, кажи речи да не постојат. Ракометарскиот клуб и сите други клубови, одбокарските клубови се соочуваат со големи проблеми. Немаат никаква поддршка од општината. Имаме случаи во кои што пинг-понгарскиот клуб побарал од друга соседна општина од Свети Николе да добие 1500 евра за да може да функционира, затоа што општина Штип не им дала одредени средства за да може да функционира и биле прваци на Македонија пред некоја година, така што тоа е греота. Мораме да работиме заедно, мораме да ги подобриме условите на спортистите. Гасификацијата е една од причините зошто ја брзаме да се реализира, бидејќи ќе ги направиме и салите да бидат лесно да се загреваат, да бидат конкурентни нашите спортисти во однос на тоа кога треба да тренираат. Не може во ладни сали да тренираат во зимскиот период. Така што стипендиите исто така за да дадеме поддршка на спортистите. Не може некој кој што си дошол со бронзен медал од Европско првенство или со сребрен медал од Балканско првенство да дојдеме и да му честитаме и да му кажеме сега продолжи да тренираш. Мораме да му дадеме сатисфакција да продолжи да работи, бидејќи тие се амбасадори и на нашиот град и на Република Македонија. А знаеме боречките спортови во Штип се многу развиени, меѓутоа за жал заради немање на услови се повеќе децата го напуштаат нашиот град, одат се борат и за други држави. Така што имаме начин, имаме план да одвоиме средства, но и со мерката на владата која што веќе се заговара и од наредната година мислам дека ќе почне да функционира, да секоја фирма која што ќе сака својата данокот на добивка кој што треба на крај да го плати од државата, може да одлучи дел од данокот на добивка да го плати за да поддржи одреден спортски клуб. Така што тоа е убава мерка за да ги поддржиме нашите спортисти. За крај само Куса, оставив прашање кое што сепак не е помалку важно. Најавувате акции за згрижување на бездомни животни. Општината велите ќе обезбеди редовни ветеринарни прегледи и вакцинации. Тоа ќе биде на трошок на општината? Да, и ќе обезбедиме, ќе изградиме еден стационар за животните кои што се бездомни, кои што ги има во голем број. Многу граѓани се жалат. Овде имаме граѓани, мали деца кои што се жалат од кучињата кои што скитници ги имаме по градот, така да кога ќе го изградиме стационарот, тоа ќе биде веднаш. Ќе ги сместуваме во тој стационар за да не може да се случуваат, не дај Боже, лоши настани во нашиот град. Имаме и други категории на граѓани и инвалиди кои што се жалат од ваквите појави, така што мораме да работиме за секоја целна група на граѓани и тоа е една од начините како ќе го решиме и овој проблем. Лучеварски, ви благодарам за гостувањето во анализа на Телевизија 24. Ви благодарам на поканата. Вам ви благодарам за вниманието. Останете со програмата на Телевизија 24.